Промовирате една интересна идеја, можеби и храбра, за однос на нефункционални тир зони да се претворат во некои центри во кои што би преовладувало производство на воена опрема, која што Посебно наменско производство. Посебно наменско производство. Колку е тоа реално да се случи кај нас? Реално е, бидејќи сме преговори со такви компании, дори со една потпишан меморандум. Така да имаме ние неколку 5-6 зони кои за жал се нефункционални. И една од моите идеи како тие зони да станат функционални беше првиот момент по интерес од страна на компанија, по таа индустријална која доаѓа од посебно наменско производство, а во посебното наменско производство спаѓа војната индустрија, бидејќи согласно законот за ТИРС, војна индустрија не е апликативна да биде во индустријските зони, во 3 зоните. Идејата моја дојде да кога ќе имаме официјален сериозен интерес, ние да понудиме одредена зона која ги исполнува условите да се пrenамени во индустријска зона за посебно наменско производство. Тоа е едниот сегмент што го работиме, а вториот сегмент е сите тие нефункционални тир зони кои за жал се изградени тогаш, ама се сменила демографијата после 10 години и не се атрактивни за странските инвеститори. Правиме одредени законски измени да ги трансформираме во индустријски зони и после тоа да им ги дадеме да ги управуваат соодветните општини кај се наоѓаат. Зошто? Бидејќи ако индустријска зона може во таа зона да имат дејности и услуги покрај производство. А ја разговарав и со стопанските комори, тоа силно го поздравија дека компаниите бараат земјиште урбанизирано кое е спремно за градба.